Отпор против режимот на власта и вечерва продолжува со граѓански парламент. Си ја бараме државата назад. Дали во нашата држава и понатаму ќе владее режимот на власта или лудилото конечно ќе заврши, ќе одлучи народот. Прв наш вечерашен гостин, кој го поканувам да ви се обрати, е Оливер Спасовски, пратеник од СДСМ. Благодарам. Добро вечер, почитувани граѓани на Ресен, почитувани мои соборци, другари и другарки, дами и господа, сите оние кои што сте храбри, се одваживте и зашто и јас ви симнувам капа и ви принесувам топли поздрави од раководството на СДСМ, затоа што храбро и достоинствено излезте да застанете на страната која што ќе ја брани слободата и демократијата. Јас сум еден од тие 42-цата изфрлени од собрание, меѓутоа, верувате, не помалку горд од тоа што бев предходно. Мислам дека сите ние, колеги 42-ца, сме многу подостоинствени, погорди после настанот на 24 март. Посебно сум горд што и сега можам да се чувствам како еден од најгордите СДСМовци, кои што во овие моменти кога секој не сме да се каже дека е СДСМ, мислам дека посебно признание и гордост за нас пратениците на што ни го направи оваа власт, што посегна по пратениците, што посегна по демократијата во Република Македонија. Искрено да ви кажам, 24 март, мислам дека, односно 24 декември беше многу кажано за тој настан што се случи црн понеделник и така натаму, и ние сите, колегите пратеници, бевме навистина многу разочарани дента кога се случи овој настан. И со право беше да и секој припадник на Социјалдемократскиот сојуз, секој слободоумен граѓанин на Република Македонија со право биде разочаран. Меѓутоа, мислам дека 24 декември 2012 година или црниот понеделник треба да го гледаме како ден кој што ќе значи историска дата во македонската историја. Пред се заради тоа што започнува крајот на диктаторот на Република Македонија Никола Груевски, диктатор во време каде што не се употребува овој збор во секој европска држава, во европска метропола, диктатор кој што сака преку внесување на страф да владее со Република Македонија со години. Диктатор на кој што му остана последни две работи за да ја зачува власта. Првата работа тоа се парите и втората работа тоа е полицијата. Меѓутоа, за парите веќе доаѓа крајот. Ама како оди времето од ден во ден, мислам дека и се помалку полицајци остануваат на негова страна. Многу припадници на Министерството за внатрешни работи се чувствуваат срамно за она што се случи на 24 декември. Се чувствуваат понижени заради тоа што мора да удрат по народот кој што ги плаќа од чиј грб земаат пари. И од секој собир на кој што присуствувам. Упатувам една јасна порака прво до Трајко Велјановски, кој што е еден од извршителите во собранието. Дека ако мислеше дека нас 42-ца ќе не исфрли од собрание и ќе може конечно сам по своја мерка или по мерка на неговиот шеф да донесуваат закони, а ние ќе седиме на страна, мислам дека се излажа. Напротив, ни даде време секоја вечер, во секое населено место, во секое село, во секој град низ Република Македонија да разговараме со граѓаните, да ги пренесуваме нашите ставови. Едноставно ни даде дополнителен мотив и време да можеме да работиме против ова ненародна власт и конечно да ја срушиме. Втората порака е до секој припадник на Министерството за внатрешни работи. Знам дека тие настапува на 24 и кога ги изфрлаа пратениците од собранието, и кога го тепаа народот пред собрание, извршуваа нечија наредба. И за тоа на сите нив може да им биде простено. Меѓутоа, ги повикувам да во моменти кога ќе проценат дека навистина нема потреба да бидат против народот, да штитат една врхушка на власт, да се придружат на граѓаните на Република Македонија. Тие ќе знаат тоа да го ценат и на тој начин ќе станат навистина полицајци кои што
ја извршуваат својата работа во интерес на граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа, упатувам исто така порака до сите оние наредбодавци кои што ги креираа, режираа настаните на 24 декември. Нема апсолутно на нигде да им биде простено, напротив, на нив право ќе им суди народот на избори, народниот суд ќе го доживеат, а потоа ќе им суди и некој суд кој што ќе работи по правда и по демократија, суд кој што нема да биде зависен од ничија власт, суд кој што ќе знае да ја цени слободата и демократијата на Република Македонија. Зошто ние се боревме во собрание? Се боревме парите кои што доаѓаат во буџетот на Република Македонија, парите кои што се на вас, на нас, граѓаните на Република Македонија, кои што ги зимаат преку даноци, преку разни такси, преку разни казни во Република Македонија. Пред се да ги насочиме за задоволување на потребите на граѓаните, да ги насочиме за социјално ранливите категории, да насочиме дел од тие средства да го решиме проблемот на стечајните работници, да се зголеми социјалната помош. Се залагавме да донесеме закон со кој што ќе имаме социјални пакети на луѓето кои што не можат да преживеат во текот на месецот, државата да ги субвенционира. Јутоа не дозволувавме овие пари да ги користат за глупавиот проект Скопје 2014 година. Не сакаме само Скопје да биде изградено, а Република Македонија да биде во клиничка смрт. Не сакам денови одејќи низ Источна Македонија да гледам дека луѓето немаат водовод, немаат основни услови за екзистенција, а во Скопје да се градат споменици и да се лечат нечии херои. Овие бандитиви од ВМРО ДПМН ќе речат добро е да се изгради Скопје, кои ќе дојдат луѓето од новиот аеродром во Скопје, ќе влезат во Скопје да видат убави згради. Да, тоа е добро, меѓутоа мислам дека е поразителна сликата во Македонија кои ќе влезат во Скопје на секој чекор да гледат по еден питач кој што моли за корка леб за себе и за своите деца во метрополата. Значи никаде во светот нема во светските метрополи толку многу луѓе кои што искажуваат дека не може да го прехранат сопственото семејство. И тоа беше борбата на претениците на Социјалдемократскиот сојуз за она за што се залагавме и за она за што бевме испрлени од собрание. И после тоа кажувавме дека, односно ни упатуваат пораки дека некој го бойкотира собранието. И сега одресен од тука укажувам дека СДСМ и Сојузот за еднината не го бойкотираат парламентот. Ние бевме испрлени од парламентот. По наредба на Трајко Велјановски, по наредба на Груевски, по наредба на Енкуловска, по наредба на Горан Ставрески. Се со цел да не ја нарушат својата комфорност, својата комотност, да не се откажуваат од купување на нови коли, на нов мебел во кабинетите и тие пари да ги даваат за нешто друго. Тие избраа да се соочат со тоа да навистина си го зачуваат тоа удобство, а да не остават ништо за граѓаните на Република Македонија. Исто така деновиве покажуваат една сериозност во делот на нарушување на односите внатре во партијата или во коалицијата, да представуваат во јавноста дека овие од СДСМ се расхарани, овие не се решени до крај да обстојат на своите ставови. И од тука упатувам порака дека СДСМ и коалицијата Сојуз за еднината се крајно цврсто решени да обстојат до крај во оваа борба. Пред се заради борба за слобода и демократија, пред се борба која што е за Република Македонија. Немој да ги лаже умот дека како наближува времето до локалните избори ние ќе попуштиме и ќе останеме на некои ставови дека мора да отидеме на локални избори само заради тоа што така замислил Груевски. Јас ви тврдам дека локални избори не може да се одржат во Република Македонија ако не учествува СДСМ и Сојуз за еднината. Да им биде приоритет во нивните барања. Кога говориме за отпор, тој збор отпор јас прв го кажав во сала на Комисијата за финансирање и буџет, кога ме поддржаа моите колеги од СДСМ. И тогаш видов што значи искрено да се бориш за некој идеал, а што значи да чуваш криминална власт. Додека говорев 45 минути од говорницата, Силвана Бонева и нивните гавази од ВМРО постојано тропа во клупите. Јутоа ја издржав без проблем, заради тоа што знам за што се борев. Знам за што се борем и сега.
Тие на секои 2-3 минути престанува, не може да издржат да тропаат, заради тоа што со тропањето сакаат да одбранат криминалната власт на Груевски на ДПМН. Тоа покажува дека нашата цврстина е многу посилна од цврстината која што тие има. И верувајте дека се повеќе луѓе од ден на ден, оние искрени ВМРО-ци застануваат на страната на правдата и на демократијата. И оваа борба која што ја водиме, сите ние, 42 пратеници во Собрание на Република Македонија и илјадниците луѓе кои што застанаа во подршка на сите нас, е борба која што ќе ја добиеме само сплотени. Ви упатувам порака дека немало поголемо единство од единството кое што го има сега во пратеничката на група на СДСМ и на коалицијата на 42 пратеници. Нема шанса тоа единство да го наруши никој во ова собрание. И токму заради тоа се сплашени. Ова единство кое што го има пратеничката група е единство кое што не може да биде нарушено во овој момент и единство кое што гарантира победа. Победа за која што ние се залажуваме во овој период. Мислам дека пораките кои што ги праќаме не се за вас, почитувани мои соборци кои што се вечерва со вас. Вие сте најхрабрите кои што знаете го избравте патот. Овие пораки треба да ги слушнат луѓето кои што се исплашени, кои што не смеат да излезат на улица да го искажат својот револт. И второ, да испратиме порака до сите оние кои што беа со нас, а кои што тргнаа по еден нов сокак кој што на крајот е слеп сокак, кој што не може да заврши со успех. Денеска во Македонија не може да има трета опција. Или сте за слободна и демократска Република Македонија, или сте за Македонија која што е во рамките на заштита на криминалот на Груевски и на Мијалков и на неговата фамилија. Тука мора да застанеме и да одбереме пат. Или ќе застанеме со оние кои што се борат за правда и демократија, или ќе застанеме за оние другите. Се измеѓу варијанта која што е независни листи и не знам како се нарекуваат, тоа се само луѓе кои што се во интерес на опцијата на ВМРО ДПМН, на заштита на врхушката. И затоа потребно е секој искрен ВМРО-вец, секој граѓанин кој што во моментот се плаши од било која причина, да излезе и да даде поддршка на отпорот што се случува во Република Македонија. Само преку давање на јасна поддршка. Прво ќе им упатиме јасна порака дека мора Груевски заедно да се оди. Јас знам дека ние тоа ќе го направиме сега во март месец и овде во Ресен. Знам дека Волкановски ќе се оди, затоа што не исплати јаболка на Ресенчани, затоа што постојано им се заканува да не излегуваат на штрајкови, дека ќе дошле алфите од Скопје да ги трнат од блокади. Меѓутоа тоа кратко ќе трае. На 24 март нашиот доктор ќе седне во оваа зграда овде, ќе замине Волкановски од власт во Ресен и набрзо ќе замени и Груевски од власт во Република Македонија. Ќе падне диктатурата заради тоа што оваа борба за правда и слобода, борбата за Република Македонија ќе победи. Да се живи и здрави, да живее Република Македонија.